Добро вечер, четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Следува вториот дел на тоа мега или джамбо интервју со Павле Трајанов, вторите 100 минути. Ако ви се допадна првиот дел, се надам дека ќе уживате во вториот дел, бидејќи ќе кажеме многу нови ексклузивни работи, можеби многу подобар дел од првиот дел на интервјуто со Павле Трајанов. 100 минути со Павле Трајанов. Станете со нас, нема да зажалите. Добре, Трајанов. Зошто Васил Топурковски? Имаше ли договор или бехте формално правно од партијата на Васил Топурковски? Имаше ли договор помеѓу Георгиевски, Васил Топурковски да биде кандидат на таа коалиција која убедливо ги доби изборите 2008 година и тој договор не е испочитуван? Тука почна распадот на таа коалиција и тука почна распадот на владата на Лјупчо Георгиевски. Тие разговори што се водени на таа тема не се прецизирани тие работи. Топурковски очекуваше дека тоа логично е, он бидејќи председател на влада е Лјупчо Георгиевски, да биде поддржан. И имаше такво размислување. Значи, јас бев секојдневно со сите тие. Но, бидејќи Топурковски сепак беше добар говорник, миленик на народот, месија го доживија дека е тој тука спасител за Македонија. 1 Македонија. милиарда од Тајван. Сите тие работи, он доби вака висок рейтинг. И дури на некои случаи дека повисок рейтинг има од Георгиевски. И ВМРО-ДПМНЕ процениле дека треба да го тргнат. Да го елиминират. Да го тргнат од политичката сцена. Тоа е вистината Васил Топурковски, тој доби доста гласови, но не успеа да се пласира во вториот круг и така отпадна. Значи ВМРО сакаше да го елиминира. Тоа, знаете, имаше оние навредливи коментари, кованици дека главата на телото е ДЕА на Васил Топурковски, а дека телото е ВМРО-ДПМНЕ, дека мозокот е демократска алтернатива. Или дека ВМРО-ДПМНЕ бе навредени од еден таков однос, дека тие всушност... ВМРО-ДПМНЕ имаше поддршка тогаш. Речеме, многу мина сме биле за да се случат промени во Македонија, вклучително јас. И тоа прв пат настана промена. Еве само да ви кажам еден конкретен пример. Медицински факултет, медицински центар, како се викаше. Со години натаму, наназад, што се рекрутираа? Таткото, синот и така натаму. Дали го бивале? Во администрацијата немаше никакви промени. Беа комунистите секаде. Промената во Македонија 98 се случи. 98 тој процес прв пат почна да се менуваат работите. Нови луѓе да доаѓаат да се менуваат работите, поинеко да се размислува. И тоа го сменивте со припадници на Сојуз на комунисти. И Камбовски, и Климовски, и Топурковски. Владата беше доста јака, со многу министри, имаше некои слаби точки. Секојаш ВМРО-ДПМНЕ доаѓа на власт со помош на луѓе кои отпаднале или се издвоиле од левата опција во Република Македонија. И Груевски 2006 година. Да. И Лјупчо Груевски 99 година не беше активен Груевски, барем јас не беше познат во јавноста. Не говорам 2006 година за овие операции дека со помош на леви гласови победува ВМРО-ДПМНЕ на изборите. Тие процеси. Бехте во Тајван? Не. Не отидовте во Тајван, не успевте да отидете. Сега да ви кажам, пошто сега Кинове сака сигурно. Во Тајван амбасадорка беше роднина, една блиска. Ваша? Да. И они од таму ми пратија дека ќе биде катастрофа ако го признаеме Тајван. И пишуваат зошто, кои се причините. Со Лјупчо Георгиевски 2 сата разговараме, по телефон разговараме и го разубедувам да не го признава Тајван. Вика, Павле, готово, вика, беше топо. Се договориме, вика, ќе мора да го признаеме. Викам, ќе имаме огромна штета, меѓу другото, умпредеп. Ќе се повлече, ќе отвориме границата спрема Косово, према Србија, а веќе беа нестабилни работите, нели? Имате лоја, не имате така. Имаме стратегија на албанскиот фактор да се случи истите процеси во Македонија. Што се случија после во 2001 година? И викам, не штите умпредеп, али е некаква меѓународна гаранција за заштита на границата. Немојте тоа да го правите, разговараме, вика го одлучивме и така се случи тоа и се случија тие предвидувања. Значи тоа што ми го пиша амбасадата наша во Тајван, тоа се случи, не прифати, да, ја го признаат Тајван и така. Беше добро ако се држиме на
економската соработка, да се внесе капитал, апсолутно тоа не одговараше на нас. Но признавањето можеби требаше да се одложи за многу покасно, евентуално, да се изградеше нешто од тоа што го витува милиардите и така натаму. Тоа беше една стратешка грешка што се направи, што направиме како држава. Тренов, кога ЦИЕ доаѓа во Македонија? Таа приказна сакам да ја отвориме, бидејќи како велеше пред еден месец Мило Фрчковски, мислам дека вие бевте на функција во Министерство за внатрешни работи кога Фрчковски е министер, после смртта нели после смртта на Јордан Јалков, кратко го заменува Блаже Ристевски, тогаш е и вице-премиер и мислам вршител на должност министер за Јован Андонов беше министер за внатрешни работи ВД. Он го заменуваше Мјалков, го замени кога на 19 декември кога почина Јован Андонов Реган. Мјалков, владата го назначи како подпредседател да биде одговорен за внатрешни работи. Значи не Блаже Ристевски, Јован Андонов Реган, значи. Јован Андонов. Реган. Да. Кога ЦИЕ доаѓа? Фрчковски вели дека главниот центар на ЦИЕ дока некаде 95-6-7 година е во Република Македонија. Дека тука се сместени, дека тука. Не верувам дека некој има точни информации каде е главниот центар. Функционираат и дека сте им помогнале многу во она војна во Босна и Херцеговина, бидејќи голем дел од генералите кои биле на командни позиции, дали е Ратко Младич, дали е Кукањец, дали се некои други, службувале тука, фамилиите им биле тука. Ратко Младич живееше некаде на 1000 километри, на 1-2 километри од овде. Да, тука во Аредром имаше Аредром стан, после тој стан вселивме еден припадник од МВР таму и така кога се отиде на времето. Како доаѓа ЦИЕ во Македонија? Значи доаѓа двајца представници на ДЕА. Фрчковски околу да разговарат. ДЕА. Тоа е агенцијата за борба против дрога. Разговарат и вика, он сега министер не е толку упатен. Да. Формулацијата на Богоевски. Сашо Мјалков се бавел со недозволени активности. И после смртта на таткото Мјалков, Јордан Јалков, дека се сакале да го работите во Министерството за внатрешни работи, има врска со ДЕА или нема врска со ДЕА? Не, тогаш во тоа време не. Нема врска. Фрчковски ги праќа кај мене, аз подсекретар, меѓу другото држам под мене са оделите за борба против трговија со дрога, наркобизнисот, и дојдоа тига, двајца, нека доаѓаме од Белград, тука таму сме стационирани, разговараме околу недозволена трговија со дрога, хероинот и така натаму. Јас им објаснувам таа балканскиот пат или како се движи од Турција, Афганистан и така натаму. Моја како се одвива разговорот, гледам дека имат шуплини во сите овие разговори што го водиме, не се експерти за работа. Од ДЕА тие имат многу информации, повеќе од мене, ние сме сепак помала служба. Ја и викам, едно време кога разговарам, викам, да ве прашам, искрено да прашам, дали вие сте од ДЕА, сакате да разговараме за дрога, или сте вие од разузнавањето? Свеќе ДЕА на време. И после викат, јас сме дојдени у Белград, тој е бил едниот шеф, другиот оперативец таму, сакаме да разговараме околу можна соработка со Македонија и така натаму. И разговараме долго, тука може 2-3 сата и повеќе. И после тоа викам, сега ќе ве пратам, долу пред мене треба да одите кај Слободан Богоевски. Викам со него да предложите да разговарате. И значи они најмногу ни помогна. Што ги интересираше? Што бара од нас? Не, сака тука да се таблират, да соберат информација од Балканот. Која година? Тоа 92 година. 92 година. Тогаш веќе во Југославија, мислам, не бери судири во Босна, во Хрватска. Че веќе почна процесот на смена на Слободан Милошевиќ, се заинтересирани за смена на Слободан Они Милошевиќ. има голем интерес, се што се случува на Балканот, да соберат информации, тука, добро рековте, припадници на ЈНА, кои што дошле тука во споставена соработка не само со нас, после продолбочија со Министерството за одбрана, со армијата на Република Македонија, формира голем центар тука, разновачки. И ние сега во тие турбулентни времења... Тренов, третата армиска област е тука. Да. Ја сметат за најак во поранешна ЈНА, која треба всушност од Нишна или доле до Скопје да го спречи евентуалниот продор на силите на Варшавскиот пакт. Да. Многу сили се концентрирани, стационирани во Бугарија, па дури кога се прави оној троен пакт Грција, Турција
и Титова Југославија, центарот е во Струмица. Значи Македонија има некоја стратешко место, некоја стратешка позиција. И била секоја стратешки важна. Повлекувањето на JNA во ваше време нели се случува, вие сте подсекретар за земна безбедност. Државна безбедност тука може да има нека улога, меѓутоа оперативна улога сепак тие 1000 до 2000, 3000 припадници, 14000 припадници на македонската полиција требале да завршат, да одработат својата работа. Кирил Глигоров е председател, мирно се повлекува JNA. Знаете, малце ми е чудно, и вие во интервјуто Слободна Вогоевски многу често ги спомнувате средбите со Лјупчо Ѓоргиевски, со Борис Мејковски. Да. А имате еден негативен однос за Доста Димовска. А од друга страна ВМРО ДПМН во обвинуваше вас тогаш како министар за внатрешни работи дека сте спроведувале операции како Сина птица, прислушкување на штабот на ВМРО ДПМН, оперативна обработка на штабот на ВМРО ДПМН. Можеме ли тука малку за публиката да ги објасниме тие работи? Како беше односот на службата со ВМРО ДПМН и вашиот личен однос кон ВМРО ДПМН? ВМРО ДПМН по тоа време промовираше идеја за самостојна Македонија. Македонска фудбалска репрезентација, знаеме македонска валута и така натаму. Процесот за самостојна Македонија, он јавно го промовира. Но некој требаше тоа да го дработи внатре. Значи, МВР, пошто ние раководевме, јас раководев со 18.000 припадници на МВР, зборувам активен и резервен состав. Натаму ние направивме, обезведивме оружје од Србија, немаше од каде да купиме. Со Станишич, Стојчич, тие двајца началници, едниот на јавна и Јовица Станишич и Радован Баджа Стојчич. Имавме контакти. Он нив обезбедивте оружје? Преку нив, да. Затоа Јовица Станиче сега има условно речено повластен статус во ХАК како соработник на ЦИЕ. Веројатно ЦИЕ ви ги има договорено на тие работи. Па немаме гранични преми, гранична полиција. Речеме, со моја наредба сум распоредил единици на полицијата да лабинско безбедие, да обезбедиме границата. Во време на санкции? Или пред санкции? Пред санкциите беа. Ама немате оружје. А веќе почнаа санкциите, ние и поред тоа што имаше санкции, обезбедиме оружје. Значи, лесно оружје, но исто така и тешки минофарлачи и така. Што Баджа Стојчич и Јовица Станишич и помагат на македонската полиција. Да, имаме средби со нив, имаме во Врање, во Ниш, во Београд, имаме средби. Се уште беше... Тренов, тоа покажува како вела дека може да се распаѓа државите, може да се менуваат границите, меѓутоа службите никогаш не ги прекинуваат односите. И не само со Србија, подоцна и со Грција ќе го отворам тоа прашање. Вие ги воспоставувате тие односи првично со Грција. И значи таа соработка и ние припремаме државата за да биде самостојна држава, да има капацитети да владее суверено, второ да го гарантираме територијалниот интегритет. Не може да поинако ако немате вооружена сила. Единствена вооружена сила во тоа време е Министерството за внатрешни работи и полицијата. И тука имавме бројни операции против JNA. Меѓу другото, едната операција што беше одземена на војната евиденција. Таа е многу најважна, најкрупна, најдобра. Што значи тоа? Имам стално го тоа значи дека JNA војна евиденција веројатно си постои за регрутите. Се регрутите. Не можеше да праќа македонски регрути на боиштата во председателството на СФР Југославија носи одлука војната евиденција за резервистите, регрутите да преземе армијата. JNA да преземе од секретаријатот за одбрана, од Републички секретаријат за одбрана и подршните единици. Соработник на службата доаѓа кај мене, бара прием, тоа од армијата, ми кажува вака, имаме вика наредба, брзо да преземе целата евиденција, бидејќи вие како министерство попречувате регрутација. Возот блокирате со ВМРО регрути, така се каже, во воз, блокирате во населените места да не можеме да ги донесеме. Вика таква одлука има. JNA има проблем со воен кадар, со војна сила, со пешак. Посевам на Алексо Донески, тој шеф на државна безбедност на Скопје. Викам брзо да провршува информации. Аз сам сум во Министерството Слободна Вогоевски во окритен одмор, август месец 21, 2, 3, тоа време, со 20 работи. Мелков не беше присутен и
го барам, дојде, викам, да излеземе надвор да ви кажеме на многу важна работа. И му објаснам што треба да направиме, а во меѓувреме јас подготвувам план како да одземеме ова. Најдоверливите луѓе ги задолжам да направиме план како да одземеме од Републички секретарот за одбрана таа војна евиденција. На Киро Глигоров му се јавува он во окрет исторен одбор. Викам председателе, имаме многу важни информации, не можеме да зборуваме по телефон. Значи 91 година. 91 година. И одиме со Мелкова заедно, ама значи не зборуваме многу, да не се одиме до Слободан Богојевски го взимаме, он беше таму на одбор со фамилијата, одиме кај Киро Глигоров и Јордан Мелков вика, јас вика дојдов, вика, не знам за што се работи точно, сигурно вика, еве нека кажат, вика, еве тука е Павле Трајанов, вика, овие се моите крила, јас со нив вика летам. 20 добро. И јас му објаснам што е идејата. Да, Киро Глигоров, неговата сопруга, господја Нада не послужува тука и така. Вари кафе, локум, тука некој сладко. Сливи, така, баш се сеќам се што донесе тука леблевија, имаше еден убав тука со борови, да, верверички да, имаше и така, снимал неколку интервју. Председател Киро Глигоров, ни А, ни Б, ништо не збори. Не кажа ништо. Се ние му кажуваме за да добиеме виза да направиме таа операција. Не збори. И сега си одиме за Скопје. Како завршува средбата и немате заклучок? Ништо, вика, добро, ќе видиме, добро. Не, нема информација, нема насока што да се прави. Класично. А јас му кажав планот. Класично Киро Глигоров. План имаме да одземеме војна евиденција. Се враќаме во Скопје и му кажуваме на слово спад што се е подготвено да направиме, дека мора да се вклучи државна безбедност, интегрално, држаме состанок, зборуваме ја и Слободан и викаме доверливите луѓе. Уствари сите беа доверливи, да не направиме. Но имаше едно крило просрпско кое можеше да провали операцијата, нив ги тргнаме малку на страна. Сигурно. Поголеми проблеми со просрпско или со проучака проалбанско крило сме имале? Не, тогаш просрпско. Просрпско. Немаше ништо. Или пројугословенско, можеме да го дефинираме. Да. Они беа контра независноста на Македонија. На албанците беа против Србија и така натаму, уште тогаш тие движења имаше во Косово. И сега го вика Маци Диневски, му диктирам наредба. Владата на Република Македонија одржала седница, донесла одлука за, он пишува, за дислокација, за одземена војна евиденција од секретаријатот за одбрана во МВР. Аџи Санков, помошник за одбрана. Оцениме дека Тодор Аџи Санков, дека он доверлив. Го викаме него и кажуваме што е операцијата, али не смее да каже. Ако каже нешто, отиде. Ќе имаме судри со армијата. Тој е роднина на еден поранешен висок функционер во ВМРО да помане. Министар, така? Да. Не е битно. Никола Тодоров е негов внук. Негов внук е Никола Тодоров, добро. И удбашка линија, значи си има Аџи Санков, Мјалков, колата одат кај Клюсев подпишува одлуката, немало седница, нема ништо. Посвекуваме тоа се. Подпишува дека таква одлука е донесена на владата и ќе викаме сите началници и даваме задачи, праќаме телеграма. Ја праќам телеграмата и им викаме на сите различно. Ама сите да бидат, да речеме, у 3 часот. Не знам зашто ги викаме. Не са бајле. Не, дента. Дента 3 часот. Значи, викаме да биете во 3 часот во канцеларија, шефови на јавна, на државна, командири. А од тука праќаме секаде да одат луѓе наши. Мавар. Распоред. Се беше спремно. И одат, речеме, окочени, ги вика државна безбедност доаѓа началникот, јавна безбедност началникот, секретари беа, командирите, вика, еве наредбата, од владата имаме наредба, од министерот, подсекретарите, Новкаска да одземе војната евиденција. Не смеете никој телефон да користите, не смеете никој ништо да кажете, значи инструкција има. И башка, шифрирана телеграма праќаме, дека не смеат да се провалят. Ако се провали, значи ќе има одговорност. Ноќта започна операцијата, војната евиденција се одзема, ја носат во Скопје. Имаме само инцидент со Зимо Стреми во Дебар, тој референт тамо за одбрана. Зимо Стреми. Тој се спротивставува, не ја дава евиденцијата и
Не знам таму што направиле, како направиле, го тргнале и ја зевавме. Куманова голема евиденција, не еден камион, автобуси. Началникот на генералштабот на ОНА Беше против одземањето на војната. Он професионално се држал, тоа му била работа, не вело. Си беше лојален на една. Значи зимо страни беше лојален на тоа што бил. Сега да не Тала Џафери беше офицер офицер вама во Пирот горе, нели? И сега носим евиденцијата во парламентот да биде заштитена. Тама ја чувате? Да. Не ја чуваме тама. Тоа беше цела. Никој не знаеше тоа, ни Киро Глигоров, ни Андов, ништо. Ја носиме тука, ние после 5 минути, 10 минути ја дистрибуираме. Локации определени. Тука морам да ги спомнам Савра Скопе, Васло Зафировски, Димитро, Бојчевски, сите беа тие исто така. Имаше и други да не ги набројам, знаеш, некој ќе рече мене не ме каже, се дислоцираше одма евиденцијата, али тука ние направивме транспортери околу парламентот, ја чуваме воената евиденција, тука нема ништо. Стојан Андов дава изјава, вика седев, вика ја на бомба, вика. Тука евиденција, да вика ја тука. Ама не знае ни Киро Глигоров, никој не кажа. Ако кажеш на овие политики, значи не во собрание, не. Ја дислоцирам полиски станици во куќи, во објекти на МВР, тргната нема ништо тука. Нешто направена операција. Ноќта се обидува Ристо Дамјановски, министер републички секретар за одбрана, значи пројугословенски ориентиран. Или може независна Македонија, меѓутоа само без мене. Или тоа е неговата изјава? Вика, јас сум разговарал со вика, за мене командите ги добијам од сојузниот секретаријат за одбрана. Јас сум нека генерал, не знам генерал што беше. Мислам дека беше полковник некој. Полковник некој нешто. Важно беше воено лице. Подоцна оставија на војни старешини, на резервни старешини. Вика тие на мене са важни наредби, што ги добијам јас вика по хиерархија. И знаеме дека тој Снamo беше ова Наташа Габре, што беше на Уставен суд. Не знам сега детали, важно. Иначе беше исклучителен добар, мислам, вака сме имали комуникација. Југословенски се беше. Да, али и сега тој што ме за Југославија, за ЈНА, кај можеме да го уклучиме. Затоа Хаџи Санко го уклучиме добро. Тој се обидува ноќта да Риста Дамјановски станува ноќта да звони да биде нешто му е сумњав, никој не го бара за ништо, цела ноќ нема ништо. Дига телефонот, нема сигнал. Не може да се јави и си легнува. Спие. Исклучено е сигналот. Исклучено, блокиран телефон, не може да звони никаде каде. Не сме да излезе, куќата му е под наблюдување, ако излезе, ќе го хапсат лажите. Не па кај ќе оди. Зависи да не ја провалеше целата таа операција. После го сменија. Значи, изворен човек, он не е, али беше пројугословенски. Под Трангоцевски го стават. Дека на после Трангоцевски, да. Ради филозофски. Ова операција така. После тоа операција така заврши, спречиме илјадници млади регрути да бидат однесени на фронтот таму на фронтовите во Хрватска, во Босна, практично илјадници животи спасени. Бидејќи говорите за Киро Глигоров, оно референдумско прашање, кој го имаше составено? Вие тоа бевте составен дел на политичкиот процес во Република Македонија. Никола Поповски и Зоран Крстевски вела дека тие го имат напишано во собранието. Има тоа предисторија. Кој го составува? Кога ние сите операции ги направивме, кога ЈНА практично беше да речеме во некакво очекување дека може да се спротивстави полицијата и така натаму, за тоа може исто така да зборуваме. Летото сега... Вие сте на средба со Благо Јаџиш? Присуствувате на нас? Да. Добро. Сега што се случува, тоа е малку покасно, знаеш, што се случува? По станот на Слободан Милогоевски доаѓа Лјупчо Ѓорѓиевски, разговараме тука, Аци Диневски беше и напишаме еден проглас за восстание. Значи, ние фингиравме дека ќе се дигне народно восстание ако не се направи референдум. И тоа го објавивме, после тоа се огради доста Димовска на пресконференција, али одиде тој прогласот, ние притискаме да се организира референдум. Киро Глигоров имаше резерви, Андов исто така резерви и така натаму. А ВМРО ДПМН од правобитно ја поддржуваше идејата, после тие се повлекоа. Да, во парламент да се гласа. Зошто се повлекоа дека не беа сигурни дека ќе излезе народ и успее референдумот. Они ради тоа, не дека беа против осамостојана. Лјупчо Ѓорѓиевски имаше секој собмеж дека македонскиот народ ќе сака да излезе од Југославија. Југославија. И кампањата тешко одеше.
тешко одеше, значи скоро никој не се вклучи, многу малку се вклучи и прездрво Киро Глигоров, но референдумот заврши успешно и така Тренов, натаму. исплашени беа на денот на референдумот. Да, Покојни Блаже Ристевски вика, не знаевме до последно, седевме таму во парламент, кај Никола си Клюсев. имаше, ние имаме Дури кога ги добивме резултатите, вика имаме трнавме. таква организација трнавме што веќе од плоштад. бевме искусни и така натаму, имавме систем функционираше. Имаше ли цензус Да. или беше фалсификуван референдумот? Беше успешен референдум, тоа е битно за Македонија, за македонскиот народ, бидејќи Бадентер, меѓу другото, кажа Брзбрзан референдум. да, референдумот и сите Кој го промени на уставот и така натаму. Кој го напиша прашањето? Па тоа во Во штабот на Киро Глигоров го правеа. Го праве. Го правеа. Имаше негодување, меѓутоа Киро Глигоров објаснуваше дека вака полесно ќе помине, демек ние остануваме во сојуз со Југославија. Ама независни да. Ама ако сакаме тоа да биде основа да се приклучиме да останеме и после вие знаете што Киро Глигоров, Изетбеговиќ, Платформа. Тоа беше за едно меко излегување од Југославија генерално. Па не, тоа беше идејата на Србија да остане Хрватска и Словенија сила, тоа не да остане во држава. Значи Глигоров ја проведуваше идејата на Србија? Па не идејата, за него таа беше прифатлива. Значи веруваше во тоа? И он и тоа го промовира, ама после имаше силен отпор околу тоа, ние сите ВМРО да помане беше против. Ете, во тие процеси мора да бидеме објективни. Добро, Тренов. Многу често кажувате ВМРО да помане. Го отворивме тоа прашање, не го завршивме. Кој го прави прислушкувањето на ВМРО да помане, операцијата Сина птица? Државна безбедност. Нашата државна безбедност? Бугоевски? Он беше шеф на служба за државна безбедност. Он има образложение, тоа он јавно го кажал дека он од тоа не се сраме, дека заради тие информации што ги добила државна безбедност, дека повторно исто би го направил, така да не е. Значи вие да. пиете кафе, соработувате со нив и ги прислушкувате, кодевте да пиете кафе, источувавте прислушкување или продолжувавте? Иначе таа операција Сина птица ја организира, мислам дека Слободан не беше тука директно вклучен, Добри Велишковски и уште еден, сега тој уште почина Добри Велишковски, почина друг еден од армијата, ја направија, мислам дека... Од Куманова, така? Кумановската линија, од армијата. Мислам дека таа беше погрешна работа. Погрешна операција. Погрешно. Сме разговарали со Слобода и тогаш разговаравме исто така. Но не беше кој зна каква обработка према ВМРО ДПМН. Јас во тоа време сепак тие информации беа дискретни и строго контролирани околу контрола на штабот кој влегува излегува, телефонските разговори, но ВМРО ДПМН веќе беа едуцирани, помалку ги користеа телефоните, повеќе имаа директни средби и во суштина службата за државна безбедност не направи никаква штета на процесот на изградба на партијата ВМРО ДПМН. После тоа, кога веќе се формира на изборите и после изборите, он има најсилна подршка од Министерството за внатрешни работи. Преговорите со Благој Аџич, начелник на генералштаб на поранешна ЈНА, има службувано во Штип, мислам дека бил командант на гарнизонот во Штип, жена македонка, ако не се лажам, то така се кажуваше како нека улеснителна околност, дека бил доста благонаклон кон Република Македонија. Иако да бидеме нели честни до крај, секоја србите смете дека ќе се вратат еден ден на голема врата во Република Македонија, дека постои тука некое пројугословенско расположение кое тие ќе може да го трансформираат во просрпско расположение и дека еден ден пред атентатот на Киро Глигоров, она средба во Добановце со Слободан Милошевиќ разговарано за некаква царинска унија и така натаму и така натаму. Што се разговара на средбата со Благој Аџич, кога се дефинира заминувањето на ЈНА, тоа е една работа. И само уште работи да ги поставам како прашање за да не ги забораваме, стари луѓе се нели забораваме. Стојан Нандов на денот на референдумот. Да, не беше во Македонија. Не беше во Македонија? Во Грција. Тој вели дека бил во Дојран, дека бил во вилата на владата во Дојран и дека требал да има некои состаноци таму. ВМРО ДПМН го обвинуваше дека бил во Грција на средба. Информациите од службите беа тогаш дека ја напуштил Македонија, заминал во Грција. Дали Дојран, преку Дојран поминал во Грција. Така да, али не секам, мислам дека сепак е он Клюс жив, нека каже што како било. Не е битно дали бил или не бил. Каде се кријат Клюсев, Мијалков, Блаже Ристевски? Веле дека
Вие знаевте каде, нели? На линија сте биле. Има една информација дека биле криле во куќа или се криле во куќа на еден од главните соработници. Да. На Косово Република. Пријател беше Јордан Мјалков со овај стоматолог Зафировиќ, кај него често пати престојува, али сега дали бил соработник на Близо ке ве. Не знам, немам таква информација, не сакам да го нападам човекот. Важно дека беа блиски, но сакам да нагласам неколку моменти. Значи, МВР се мобилизираше, 18.000 припадници, ја преземавме границата, припремавме планови за судри со JNA. Прво, сите старешини што беа на JNA од Третата армиска област, ја обработивме каде живеат, имаме план, ако тргнат, кога земаме војната евиденција, да мобилизираат војска, ние да ги блокираме, да ги неутрализираме. Стратегијата на Велизари, што Слободна Бугаевска ја раскажа, не го отворивме тоа прашање во интервјуто, се не ќе го снимам крај на сезоната. Тој потеклува тука од Велес, еден од главните или главен командант на поранешна Византија се изучува американци. Значи да им влезете дома да ги исплашите, да ги сите беа под контрола. Дел од јавна безбедност, одделот за тајно следење, вклучен дел на државна безбедност. Значи цела ноќ наблюдуваме да нема развежување на војни единици и да видиме како ќе се поставиме. На тоа истите тие подготовки ги правиме ако добијат налог, бидејќи се за тоа веќе зборуваше, за воен удар да направат во Македонија, разработивме голема стратегија како да се спротивставиме, направивме повик, напишаме же повикот, тој Аце Диневски го пишуваше, до Народно собрание се дигнеме на бунт и така натаму. Но што е клучно? Сето ова е Аце Диневски е главен за пишување. Значи све што е напишано на Аце Диневски напиша. Бил он вклучен во сите тие. За малци и глава ќе изгубеше со тоа пишување во на операција, операција Шпион. И што е битно сега? Значи ние воспоставиме првата соработка со Соединетите американски држави, најмогната држава. И тие во сите процеси прво ни дава стручна помош. Разработиме план со нив, значи тоа долго време пратија стратези за војни активности, значи со МВР, не со одбрана, не со некој друг. Тама се овие југословенски структури, ден денес има проблем нели со тие југословенски структури. Не дадоа сателитски телефони, така кои што ние не ги користиме, исто мислиме дека може исто така да не следат, што не е битно. Ве прислушкуваме Америка. Па нека не прислушкуват што можеме ние да направиме против Америка на крај крајва, значи али имавме број 1 како Македонија, држава која што поддржуваше Америка и за самостојност, територијален интегритет. Разработија план. Ако тргнат војни ефективни единици од речеме од Србија, север, дека тие прво ние ги добијат информациите, ние може и, ама и ние имавме информации, имавме електронско изведување и се, за да видиме што се случува. Тоа е веќе малку покасно пера, само за да завршам со американската служба. Имаше подготвени авиони, бомбардери во Авиано, ако било какви единици тргат да ги изминираат сите мостови кои доаѓаат према Македонија, да неутрализираат движење на било какви војни ефективни единици. Тоа значи со НАТО веќе со оперативни планови. Значи, плато ние соработуваме со американците и они експерти доаѓаат тука, тоа го разработува, но тие беа во голема тајност. Значи, тоа беше една силна поддршка. И да не се случило така. Силна поддршка да бидеме ние посилни, да се подготвуваме за евентуален судир ако дојде до тоа. JNA кога започна да се повлекува, почна полека да се повлекуваат, ние контролиравме, али водевме многу сметка да не дојдеме до суде со JNA, да не направиме суде, да не загине некој војник и тогаш може да ние да бидеме причина за да се случи некаков поширок судир. Во меѓувреме процесите на самостојна Македонија, референдум, Бадинтер и дека ќе има информации дека ќе дојдат од Сојузниот секретар за одбрана, Аџич, не знам каква делегација треба да дојде во Македонија. Јас седнав со Алекс Стаменковски од одбрана, дојде во МВР. Што подосна во агенција за да, викам да го направиме договор, викам што сакате. Значи јас сум правник, го направиме договорот. И он помагаше тука. Тој договор после тоа на средбата кога се организира средбата со Аџич, прездафло Киро Григоров
ја водеше таа седница, ја бев до него, тука седев, тука беше Клусев, министер за одбрана Трајан Гоцевски беше веќе министер. И започнаа разговорите и не рекол кафе пауза да направиме и гледам секретаријатот за одбрана правна служба нацрат договор на српски пишува 33% од опремата оружје да ги остат во Македонија. Они дојдоа со тој предлог. Тоа брзо го ископиравме и никој не остана. Они вака ги отворили тие. Никој не остана од нив. И сега јас разговарам со презалуги говорам, викам председателе, добиме ова го видиме, гледаме тука договорот, сака 33% да остат од опрема оружје. Вика Павле, дај вика да завршиме, нека си одат, вика не ни треба ни оружје, ништо, да не направиме бела, нека си одат, вика побрзо, да не го развлечеме со останокот. И презалуги ми објаснуваше, јас сме народ, сакаме да бидеме самостојна држава. Аџич исто така позитивно се искажа, завршиме го подпиша договор и сега одиме на ручек тука, ручеме. Аџич не знам што му требаше, му вика на Клусев, вика, слушај ти Клусев, ако еден војник ми загине, а ние, вика, ти ке му одговараш. Он вика, што ја го преседател, он е врховен командант, вика, не јас вика. И одите таа среда така сите. Сега го кажам како анекдота што се случува. Инаку, ние, во една операција пред тоа, во Визбего, тоа и Слован Гојски зборови за тоа, организиравме тоа пред се градот, градскиот секретар за внатрешни работи го направи тоа, се разбира дека целата операција тука ја раководев јас. Одземаме прво добив информација од еден заставник, војно лице, Хрват. Тој презентира колку оружје има, што оружје има, колку војници го обезбедува тоа, магазините и така натаму тоа, касаната Јосип Брз Тито. Тука одма. И организираме и при тие вака најде му пукна метак, каде испука од пистолот. Али добро, ги затворивме, заробиме војниците, ги однесеме дислокација во Велес, камиони тука тоа оружје, па неколку становци ова медали што ги одликуваат. Али Савајле веќе фаќа 5 сати и почнува да се разденува, тргнува да ги влечат топовите со наши камиони од Мавара. Ама еден камион е угаси, ни напред, ни назад. Бута е да тргне, беше се припаници на Мавара. И некако се извлековме, се покри. Утрето не вика командантот на Узелас на Трета армијска област. Прсковски вика, одете, вика, ти слободан. Ќе одеме, вика, што е голема работа. А Узелас се го знам. Ние, што ќе биде, бе, тамо Василевич, Александар Василевич, шефа на војна разузнавање и Драги и Симон Тумановски. Тука разговарат Митре Арсовски. Александар Василевич во Скопје? Доаѓа од Белград, доаѓа. Они си 20 во Белград. И Туманов. И Туманов. Александар Василевич е началник на војна разузнавање, а Симон Тумановски му е заменик негов. Доаѓаат во Скопје сега да видат што се случило тоа, како тоа војници нема 8, цел склад огромни количини оружје ги нема, испразнато све, катастрофа за една, како може некој тоа да го направи. И разговараме сега тука. И ме прашаат мене. Викам, најверојатно некоја криминална банда организирано, викаме има такви движења сепаратистички, сака да се одвоат од Југославија, сигурно тоа го направиле. Сега, што да правиме, што ги им кажуваме тука? Разговараме, ама тука не се информираме, не кажуваме ништо точно. И Митре Арсовски тука беше, се чине, и овој шеф па на војна безбедност за Македонија, Ристо Ристовски, да не е погрешно некој име, он доаѓа со нас во лифтот, вика, јас сум со вас, да не се секира, ако има некаква, било што се случува, да се подготвува, ќе ви информирам, вика, да се подготвите. И вика, Узела се, вика, Транов, може ли барам, вика, војниците некако да ги најдете? Викам, од криминалната банда. Викам, сега ќе давам налог, мора одно да ги најде. Викам, мора да ги најде, викам, тие со 8 дојки ги најдеме кај да си. И јас дадов налог да ги вратат назад војниците, заврши тоа ништо. Оружјето го задржаме и кога беше средбата, Аџич или Горов, тоа го поставија прашање да го вратиме оружјето. Колку? Викам, имаше 80.000 луѓе, а они веќе го презели од оружјето од територијалната одбрана. Нема Македонија, само полицијата има вооружена сила, нема ништо, капа војска нема ништо, ветер, накла. Се.
И затоа му рече, бидејќи го враќат оружјето на територијална одбрана, ама да задржале дел од тоа оружје што сме го не одзеле со оваа операција што направивме. И затоа му рече на Клусев со ова оружје, значи ако еден војник загине, вика ти ќе му одговараш. И така заврши. И сега тој договор не може да го најдат, не може да го најдеме каде го подпиша. Кој договор? Глигоров? Да, не може да го најдеме. Добро, Тренов. Илирида. Го отворивме со војска Илирида, многу малку кажавме, една клучна операција. Како ги добијате информациите за Илирида? Јас колку што знам, службата за државна безбедност на Србија од Врања, тие правичните информации ги доставија и после презема. Дека нешто се подготвува. Има многу информации, дека се прави регутација, Кога е тоа 92? Па 92, трета. Првите информации. Беше, да. Не, зборам за првите информации. И дали после тоа они направија или рида референдум за културна автономија, тоа беше целото парализирано, нема гласачки ливчина, службите ги одзема и така натаму све беше блокирано, ништо пропадна референдум. Им ги земавте гласачките ливчини? Да. Изгореа тие све, немаше. Ги изгоревте гласачките ливчини? Немаше ништо. Не успешен беше, значи службите се ангажираа и мене ми се јавува Клусев, мислам беше Клусев тогаш. Или не, Киро Глигоров беше председател веќе. Мислам дека Бранко Црвенковски беше. На веќе Бранко Црвенковски беше, да не ги измешаме работите. Во парламентот одам, делегација цела од ПДП да разговараме и почнаме разговорите што како се било. Они омекнале, ние мислиме ќе се бунат зашто пропадна референдум. Викат ние тоа го правиме за културна автономија, јазична, нема врска, ние не сме за отцепување, ние сме тука лојални, сменија, све сменија и заврши таа операција така. Тренов, сериозна операција беше? Или Рида, например, таму беа Невзат Халили, таму беше Митхат Емини, беше секретар на ПДП. Невзат Халили беше лидер на ПДП, ПДП беше единствена партија тогаш на албанците во Република Македонија. Дури 94-та година беше формирана ДПА. Не беше таа силна организација, они подготвува некакви паравојни информации. Дојде кај мене Невзат Халили, го памтам тоа околу сите тие работи да разговара со мене. И вика не е време за вооружен бунт, вика, на албанците во Македонија. Не сме, вика, организирани. Значи, тоа не се организирани? Не, после тоа што се случи беше друго, 2001 година. Така да, имаше такви активности, но... Значи, ви имате средба после Илирида, ги запленувате ливчињата, ги палите, ги гасите. Да, значи, операцијата, тајна, главно носител беше службата за државна безбедност, логистиката даваше полицијата, но бевме сите во тек. Ливчињата ги уништи. Значи, не може да има печатници све ги не може ништо. И печатници све имаше оперативни планови, ја знам сме ги објавувале тие оперативни планови во одбрана, како тоа да функционира, што да функционира. Луѓе има во Министерство за одбрана нивни, во што се покажа војната 2000. Све се парализира, тогаш немаше. Беше добро организирано министерството. Службите функционира исклучително ефикасно и не може да се направи ништо. Она теза на Богоевски дека до Садимовски Мендух тачи го растурија системот, тоа нели се случува после 99 година вашето одење, меѓутоа дали можеме да повлечиме и некоја временска вертикала. Имаме или Рида. Мислам дека се декласифицирани некои информации на германските сојузни служби, кај што раскажуваат некои разговори со Ветон Сорој и со Ибрахим Ругова, покојниот Ибрахим Ругова, кај што дека имат два плана. Едниот план е ако се растори Југославија, тогаш ќе би биле независна држава која би ги обединила и деловите на Македонија, и вториот план е ако остане да постои Југославија, те биле сакале да бидат некоја република во рамки на Југославија. Албанците нивниот однос кон референдумот во Македонија, подосна и тој референдум со Илирида, покажуваше дека тие не сакаат Македонија да биде условно речено независна, за да може интегрално да се решава албанското прашање во поранешна. Теоријата на господин Топруковски интегрално решавање на албанското прашање. Значи, истите подготовки што се правеа во Косово и во Македонија. Истите се. Да. Тие подготовки, кога беше конфликтот, вооружениот судар, кога НАТО бомбардираше Југославија, тие истите работи сакаат да ги направат во Македонија и сега средно имаше хил со сите амбасадори и ја им презентирам што активности ние сме имале и дека истите работи се погодуват, дека камповите ги користат за формирање на кели за действување во Македонија
И тогаш имаме, условно кажано, расправија. Јас им реков вака, ако се случи било каква активност на УЧК во Македонија, дека ние овие бегалци за 24 сати ќе ги вратиме во Косово. Значи, тоа беше уцена. Ако било какви воени активности се започнат во Македонија, ние бегалците ќе ги вратиме назад. Тоа беше се под контрола, добро сме организирани, али не можеме ние да ги чуваме, да организираме гостопримство. Ресурси, ги чува полиција, граница обезбедуваме. А вие тука да ни, они тука да ни организираат бунт, вооружен судир. И, значи, тогаш, затоа што ние имавме неколку информации, имавме и некој од НАТО обезбедува амуниција за во Лојан и така натаму дава амуниција на УЧК. Не викам дека тие биле едни или други. Знаеме кои сте беа, да. Тие нас не се јават подосна 2001 година. Да. Сега сакам само да тогаш кога беше конфликтот во војна судир во Југославија, Сара Југославија, двајца војници американци ги заробија српската војска ги зараби. Тоа беше чудна организација. Ние после добиме тоа, овие GPS вама таму, појма немаме што е тоа. Јас кога отидов во штабо на Каде ги заробуват на српска територија. Они се движат со еден джип и има карта и гледат на GPS точно кај одат све. Американските војници. Американци. И заробија. Паника. Се бомбардира Југославија, двајца, значи готово, ќе ги ликвидират. Што ќе правиме, доаѓаат кај мене, викат како, што да направиме. И викам, ај ќе пробаме да ги вратиме. И му се јавам на Стојчич. Тој Баџа Стојчич. Викам, вака, молба е, дали може да ги вратите тие двајца војници, тие што ќе им правите? Ќе си имате само проблеми. Викам, толку сата, за 2 сата, ништо, они били уништени, ги однеле. Не носиме граница дојдоа. И така ги спасеме тие војници. Не бе, Србија не ги искористи, а можеше да ги користи. Тренов. Да. Значи, 2001 година нас не се јавува една вертикала историска. 81 Али Ахмети, онја немири на Косово, па 88-89 година, па имаме, ајде да речеме, Илирида, па имаме некој раскол во албанските политички партии, формирање на ДП, не ве прашам за ДП, она интервју што го направивме за Мендов Таче дека службите ја формирале ДП. Да, злоупотреби, тоа беше злоупотребено за напад до крај. Значи цела кампања. Ги изгуби изборите таа кампања. Една изборна кампања таму беше направена, че нема тоа да прашуваме. Гледате, вамо се ево Гзимо Стрени на територијална одбрана во Дебар, подосна Гзимо Стрени е начелник на УЧК во Косово. Мислам дека на КЗК, дури на КЗК. Воен командант станува тука на ОНА. Значи човекот кој не сака да ја даде евиденцијата на JNA, подосна станува воен командант на ОНА. Тие луѓе вие ги знаете. Тие беа тука. Тие учествува во протести. Се судени во Македонија, се апсени од службата за државна безбедност. Али како велите, јавна безбедност ги дава првите информации, подосна по тие информации најчесто делува државна имало обработки, информации, преслушкување, сороводници кои што давале автентични информации. Пати ја повторува таа теза и во еден документар што го снимано дека Мендов Таче доста Димовска ја разоруваат мрежата и службата на државна безбедност и на полициски. Тоа 2000 година пред војната во Македонија. Такви се информациите, не се тие работи проверивани, не се документирани, но таква информација доаѓа од Министерството за внатрешни работи. 2001 година ние сме изненадени, а има информација дека уште 2000 година па и 99 година на неколку средби што ги имате со дел на опозиција или дел на српското раководство после падот на Слободан Милошевиќ, тогаш не сте министар за внатрешни работи, се дадени одредени информации во кои села, на кои локации, каде, Танушевци, албански места и така натаму се подготвува некоја пара воена формација, дека тренира, дека се подготвува бунт во Република Македонија. Изненадени сме ние 2001 година или 2001 година сме само неспособни да спречиме некој. Јас реков дека уште 99 година имаме информации. 97 година кога се распаѓа режимот во Албанија. Има огромна кражба на оружје и тогаш тоа оружје се трансферира дел у Косово, дел у Македонија. 97 година. Значи,
има длабоки корени, се подготвуваат овие работи порано, не са случајни адхок. Информации имаше, јас сум подготвувал информации за активностите, но немаше интерес околу тие работи да се разговара. Не беше заинтересиран Липчо Георгиевски, он полна довера имаше во Арбен Джафери, мислам, и Медок Тачи, дека ја држе под контрола ситуацијата, уште 99-та, кога имаме ние бројни операции за неутрализација, затоа што тогаш МВР функционираше како швајцарски сад, немаше, сите тие операции, зборуваме за Лојане и така натаму, функционираше. После тоа почна да се разградуваат институциите и Арама не беше подготвена, настана судир помеѓу армијата и полицијата, немаше заеднички штаб и така натаму. Таа идеја, сега да не го наврам Липчо Георгиевски, меѓутоа идејата за поделба на размена територија, тоа погубно делуваше. И објави вашиот секретар на партијата. Зоро Димитровски, тој беше главен уредник во Скопски вечер, таму е објавена. Тај имаше и поширока некоја општествена подршка, МАНУ, структури на МАНУ и така натаму. Борис Трајковски. Тоа беше една идеја, луда идеја, која што ја спречи американците. Они беа за да не се мене од границите. Македонија да остане вака како што е. И они го спречија тој процес на подела на Македонија. Ако тогаш се поделеше, немаше да постоиме ние како Македонија. Ми остана 3 теми, поише од 2-3 сати разговараме. Веројатно 2 емисии ќе поделиме интервјуто, меѓутоа ми остана 3 теми, би сакал да ги отвориме. Контактите со Грција. Нашите служби, бидејќи во еден период ние сме блокирани. Ставена блокада на границите, ембарго е воведено, немаме како да функционираме, тоа е притисок врз Македонија, имаме Лисабонска декларација и така натаму и така натаму. Иако за волја на вистината ние први им воведуваме блокада на грчката граница во времето на Тодор Петров. Имавте соработка со Тодор Петров? Стоевте за тие процеси? Не. Тој действуваше самостојно, можеби некакви комуникации имал со ВМРО ДПМН. Но што е интересно, јас бев председател на комисија за разрешување на гранични инциденти помеѓу Југославија и Грција. Кога? 91 година. 91 година. Некаде мај месец беше и таа комисија заседаваше во Солун. Од грчката страна, бригаден генерал, председател на комисијата, и разговараме за решавање гранични инциденти. Што значи тоа бригаден генерал? Тоа во војската, армијата грчка. Значи некоја висока позиција. Висока позиција, значи генерал. И решаваме инциденти, еве само да кажеме на случка, имаше голем спор, имало пожар, каде се случило, каде тргна дали од Југославија, односно Македонија или Грција. И разговараме, грците дават аргументи и така натаму, дека на наша страна, бидејќи тогаш Југославија ќе плати штетата на грците, али огромни пространства изгорени. И сега сите имат аргументи, али јас чувам еден аргумент, не го кажам сега, викам ако успее ова добро ќе видим. И завршуваме сега они повеќе факти. Викам јас сакам да презентирам уште еден факт, викам само на крај, па да видиме како ќе одлучиме. Викам според метеоролошката станица во тоа време ветерот доаѓал од грчка страна и се случил пожарот, дошол Македонија. Стана се, развика се, налети и го призна инцидентот дека они го направиле. И така, неколку дена таму, седеме тоа, многу тешки разговори се водат, да решиш гранични инцидент, катастрофа. Треба аргументи, разговори, многу. Следната средба требаше да продолжиме во Македонија, во Скопје. И стана веќе распадот на Југославија. И тој сака да дојде во Македонија, да прошета во Охрид, да видам, вика, бригадниот генерал, со еден возач, доаѓа го пречекуваме и во Силекс хотелот, таму му организираат по протокол ручек, што треба и ние се движиме, не знам, мислам дека го носиме на некој цркви да видиме, ама без мене. И сега се движиме, шетаме таму, разговараме и ми вика, господине Тријанов, вика, нема да ве признае Грција, вика, со име Македонија, вика. Имаше совет, вика, најголема тајност, тоа ми го зборим, во голема вака. И Советот, Националниот совет на Грција, одлучи да не се признае Македонија ако го содржи зборот Македонија. Вика да знае дека имате проблем. И после тие процеси Лисабонска декларација, јас од таа средба му направив информација на председател Киро Глигоров. Му пишам што
И ме вика на разговор, вика дали ова точно, вика ме загрижува многу, вика што ќе се случи, и после тоа испадна, нели, Лисабонска декларација не ја признат Македонија, а бъде интерес се тоа све направи дека ние исполнуваме сите услови да видиме само една држава. Вие имавте контактите со Грција. Вие Бугаевски не мислам контакт. Повеќе службата за државна безбедност, значи повеќе они, да. Но сме ги држале често пати заедно бевме во посета на Атина, Грилакис не пречека. Субутарис, посебно со оно лоби, бизнис лоби во Северна Грција. Да, сме држале средба. Сте имале неколку средби, дел од тие средби беа тајни средби. Грилакис, можеме ли? Само да ви кажам за средбата Грилакис. Меѓу другите... Ми сакал Грилакис и Амануел Малелис Маноли, познат. Маноли ја организира средбата. Почина минатата година од ковид. Он ја организира средбата. Јас, Слободан Бугаевски, Алекс Доневски, одеме Затина, разговараме, меѓу другото, јас им предложив, бидејќи границата беше затворена, како да поминуваме. На лист картија, податоците, и тоа да удират печат, да влегуваме. Се договориме, тоа го прифати грчката страна. Го прифати они. Го прифатија тоа. После пак МВР, они доаѓа кај мене, вика што сме направиле голем успех, вика со лист да поминува, вика, а доаѓа кај мене Лјупчо Арсовски и некои други доаѓа. Добро, ама ние тоа ги држиме тие информации. Подосна и амбасадор во Грција. Ама ние ги држиме тие информации во тајност. Знаеја што требаше да знаат. Темнов. Како? Што се разговара со Грилаки? Што се разговара со Малелис Маноли? Грилакиш беше Маноли главно он беше посредник. Имаше исклучително важна улога. Имаше улога Маноли? Он ги организираше сите средби, на сите нивоа. Да речеме, на мене ме организирал со 7 министри на грчката влада да се видам за 2-3 дена. Емануел Малелис. Да. И со Пангалос, он ми организираше средба, разговараме 2 сата. Тоа е значи толку февруари. Значи толку мокен. Февруари, мислам беше 99 година. И тогаш Пангалос ми кажа, вика, јас сум по потекло албанец. Не сум, вика... Да, така го нарекуваат. Не, он кажа, он по потекло неговите, али вика сум најголем грк. Вика, поминало тоа, кога, не знам, предци негови и така натаму, и кога разговаравме со него за спорот, сега што се напетна околу признањето на Македонија, он извади лист картија и напиша Republic of Macedonia во заград Скопје. Вика, господин министре, предложете ме на премиерот Лјупчо Ѓорѓиевски. Ова можност што сега нудиме, председател на влада, премиер или Симитис, кој што не е толку политички оптеретен, вечер ќе имаме седница на Советот, вика, на владата. И вика, ова прашање ќе го отворам, 2 работи ќе предложам. Прво, да започне процес на инвестирање на грчки компании во Македонија, да може да се дига. И второ, ова име да го прифатиме, вика, ние за надворешна употреба. Не треба да минувате ништо. Ако тоа го прифатите, вика, за 3 месеци ова ќе пробадне. Само за надворешна употреба, да имаме ние да образложиме на јавноста дека ова вака сме го решили, вика, дека, еве, Република на Скопје. Тодорос Пангалос. Пангалос, да. Министр за надворешни работи. Тоа му го презентирав на Лјупчо Ѓорѓиевски. Он после направи средба со Семитис, вика, Павле, ако ние го променим името вака, бракот за Engleски ќе ме сруши. Подосно тој преговараше и за Горна Македонија или на Античко. Пропадна тоа ништо, немаше интерес. Се развија бизнес, релациите и така тоа продна. Иначе кога бевме тројцата, тоа е интересна средба, јас, Слободан Бугаевски и Алекс Доневски во Атина, бевме смесени во еден хотел. Тогаш кога договориме како да минуваме границата. Значи, ние сме работеле во интерес на Македонија, ништо од тоа помалку или повеќе. Ние смесени во хотелот, доаѓа Самара со цела свита, тој формира нова партија, нова пролет, ние доаѓаме да го решаваме спорот со Грција, он дојде тука. Ако се провали, отиде. Владата на Мицотакис, Грилакис, све тоа ќе падне. Бегање, доле у морето, избегаме си да се сокриме у морето. Ми знаете, полициски финти, како... Не сме тука. И по некој време тој говор држи пресконференции, тука дојде несреќа. И се отидоа и после ние продолжиме на повеќе места, водевме разговори. Имаше криминали тамо во Окта, Емануел Манелис е нели вклучен.
Венизело се тоаш министар за развој, доаѓа тука нели на отварање на ОКТА, инаку Малелис е македонец по потекло, цело бабчо нели посвоен од неговата според тетка. мене, он имал блиски релации со сите и со премиери, со министри и така натаму. Колку визии има Бил Малелис? близок исто со Слободан Боговски, Алекса Доневски, со другите. Јас сум го држал на дистанца, не сме имале некакви контакти. Тренов. Покасно, значи, Барем 10 врвни новинари во Македонија беа на список е него. и знам сите тие Првата информации, алфа што ја што правеше по $2000 им плаќаше. Не, он на- одрига исклучително добра позитивна улога. Значи, некаде околу 5 милиарди, речеме долари, грчки пари од Европска унија, согласно таа одлука на владата на Семитис, беа практично, Позитивна улога има Малелис? за мене, да, исклучително Не беа добри односи со Богоевски на крај. Не, они беа долго време во добри релации. Подоста После грестове. нешто имаше некој недоразбирање. Јас ја организирав средба да ги надминат тие разлики, меѓутоа сите можни средби што беа организирани за сите, тој ги организираше, сите странски инвестиции во тоа време дури практично беше жив, он ги носеше. Значи имаше моќ да ги убеди луѓето. Кога разговаравме, една анекдота, кога разговаравме ние со представник од еден председател, подпредседател на грчката влада, тој водеше меѓу другото и економија, разговараме вама таму. И сега гледам дека разбирам грчки, ама нешто тој многу го прифаќа тоа, ја кажувам поинакви стави околу самостојна Македонија. Тоа не беше главна цел да издействуваме дека ние не сме држава што имаме територијални аспирации, дека по суштина блиски народи по религија, аргументи што беа прифатливи за Грција. И сега и некои други работи. И после му викам, добро бе, Маноле, ти што му кажуваш на овој гркот? Вика, ја да кажам, да преведам, вика, тој што збори ти, вика, вие ќе се степате, вика, нема да биде ништо од договорот, вика, и така. Така да ги пеглаше работите. Значи, имаше огромна моќ Трен. да спојува луѓе да комуницират. И затоа... Тој беше грчко воено разузнавање? Не. Значи, Тој беше со Кондаминас. Кондаминас е грчко воено цело, разузнавање. бил со сите, не само со него. Кој иде? Он со сите влади бил. Интерамерика, нели, осигурителна компанија. Со сите, и со Ципрас бил, и со Мицотакис, и со Алфа е купи, Карамалис, нема со кој не бил, со премиерите он директна комуникација. Отвараше, преговараше, договараше се. Сите врати ги отвараше. Офицер за врска. Да. Али способен офицер за врска, не неспособен. Тија не И слабо во тоа. време на санкции комуницира службите, нели јавна безбедност, државна безбедност со Грција. Еве, Имате кажав комуникација. дека бевме 93-та година, бевме во Атина. Значи во ембарго за Конфедерација се разговарало, ли Грилакис тоа го спомнува. Слава Македонија, име со Глигоров, Дата прес, Дата прес, Грилакис. ако не се лажам, Дата прес и правеше истражување, немно мислам, тоа беше некоја агенција за истражување, немно мислење на НИП Грилакис. на Македонија. Јас помалку средби сум имал се рева, може 4, 5, 6, повеќе средби имаше Богоевски. Алексо Доневски, Тоше Кошиновски, тие ги држеа поредовни контакти. Значи, он имаше насока, идеја да се реши спорот. Многу беше заинтересиран. И он сакаше да има таа улога, да го надмене спорот со Македонија, да се признае Македонија. Тој и словно зборуваше со нас дека ние сме македонци, апсолутно не правеше никакви проблеми. Имаше грци што не ќе да го спомнат зборот Македонија, македонец. И имаше ваква, значи, идеја да го разреши тој спор, но не успеа. Преку конфедерација. Па тоа што го зборуваме со 93-та со Грилакис, тоа што го зборува со 99-та практично со Пангалос. Значи имаше многу поповолни можности за да се надмене спорот. Кај нас беше отпорот, надевајќи се дека времето ќе го реши овој спор. Две работи. Атентатот. Сакам само една работа Ајде, да посочам. Кога зборуваме за Грција, тогаш нели имаше посредници од Европска унија околу тоа како Македонија да го разреши спорот, и тогаш падна идеја да се Македонија да се зачлени во Обединетите нации. Европска унија ја поддржа идејата да бидеме со
провизорно име, поранешна Југословенска република Македонија. И сакам овој сегмент многу е битен, клучен. Тогаш од американската служба шефот дојде кај мене. Вика врзосо на сите информации што ги имаме од Грција, од секаде. Тие са сила огромна. А веќе треба да оди одлуката на Советот за безбедност. Тоа Вика, значи касно е, пролет, да. 93-та. Да. Што ви предлагаме, вика? Или директно да одиме кај Киро Глигоров или вие да одите кај него. Вика, ја ќе ви организирам средба кај Киро Глигоров. Немајте да прифаќате тоа. Ако сега прифатите да бидете поранешна Југословска република Македонија, 50 години, значи 50 години ќе имате проблем да го надминете овој спор. Што ви предлагаме? Веднаш ангажирате се, одете министр за внатрешни работи, премиер, председател во Русија. Русија да стави вето на одлуката на Советот за безбедност. Веќе таа процедура отидена. Они можат да ве спасат. За 6 месеци ние ќе излобираме кај Англија, кај Франција, Германија, вие да бидете признаени, примени во Обединетите нации под вашето уставно име. Ќе имате огромни проблеми. Организирам кај Глигоров, но он му кажа ова исто. Затоа века ние, века многу е битно да влеземе во Обединетите нации, ќе зајакнеме самостојноста, ќе можеме директно да комуницираме, дипломатија ќе развиваме, ќе се гарантират Обединетите нации, века самостојноста, независноста на државата. Ој му вика шефот на американската служба, му вика председателе, ние стоиме зад вас. Немате поголем гарант од Соединетите американски држави. Никој нема да ве нападне, вика. Искрено, ние вика ова што го правиме сега е надвор од стандардите на дипломатијата и се, но ви кажуваме наискрено, блокирате оваа процедура за прием со ова име, ќе имате огромни проблеми. Тренов, сигурно. Шефот на службата во Македонија или шефот на службата на ЦИА Во Македонија. Во Македонија. Значи тоа се информациите или тоа се сугестиите на ЦИА? Тоа, значи јас сум сведок, директно бев вклучен. И други од западни служби истото тоа. Тоа и Бугајлски го знае. Да. Оваа средба организираме во најголема тајност, бара да не се пробие ништо, бидејќи го обсурираат процесот на признавање за тој предлог стои Европска унија, а сега Америка го блокира преку Русија. Веќе тоа не го прифати за Глигоров. И таа е една од стратешките грешки што направивме. Значи, јас мислам дека тоа ако не го направивме, немаше да ги имаме овие проблеми сега со прво со Грција 30 години, па сега со Бугарија не знаме колку долго ќе трае тој процес. После секој интервју со вас, што сме го имале, сме имале 10 на интервјуа, се ова публика на YouTube или се ова публика на социјалните мрежи вика или ме мейлат, зошто не го праша за Петри Таме? Можеме ли да отвориме тоа прашање? Па можеме, јас кога... Кој е Петри Таме, например, за помладата публика? Па не знам, сега Петри Аме, како што се представуваше дека во француската легија бил учесник, учествувал во операција на легијата за странци во Африка и така натаму. Но јас како дојдов до повеќе информации за Петри Таме. Додека беше министер за внатрешни работи Чокрецки, имаше кражба во депото, сместено во кабинетот, во таа зграда што е сместен кабинетот на министерот. Која година е тоа? Тоа е, мислам, 98 година. 98 година. Не знам точно сега да не се. Збор за една кражба или за две кражби? За една кражба. За една кражба. 28 килограми кокаин. Кокаин кој што е запленет со една пратка на банани од не знам, од род се минат, низ цела Југославија носат банани, носат во една задруга тука братство единство, отварат пакет од банани, наместо банани ова кокаин 28 кила и го депонират во Министерство за внатрешни работи. Таму имаше депо, имаше злато, имаше други работи и дрога. Тука депонира да се чува под строга стража, бидејќи секојаш тука има полиција. Добре Величковски, директор на ДБК тогаш, отворил обработка за оваа кражба, собирали информации. Јас кога дојдов викам, мора да расчистам сега што. Вие кога дојдете министер да... Да, кога дојде министер, читам
ми дават службите кои се се осомничени, меѓу нив припадници на МВР Петмина и Петрит Аме. И тогаш барам од што го следеле, прислушкувале, овие познати сите, дури еден од нив е многу добро го познавам и така натаму. Викам нема друго што да направам, бидејќи државна безбедност некогаш пишува информации кои не се потврдени. Они се поеднаква служба, информативна. Слушнал, напишал, нема, ама од репродукцијата на прислушкувањето, од тие материјали се, викам, ќе направам две групи. Едно од државна безбедност, јавна безбедност. Прислушкување, следење, се. Што треба да расчистиме ова. Нема друго, викам, решение, ама да ги компарираме информациите. Нити тие знаат дека има во јавна група, нити државна, нити пак јавна знае од државна. За да ги добие информација, да ги споредува, затоа што не можеш да му веруваш на некој соработник или ти имаше повеќе информации, не само. Али главен дека Петрит Аме ја продава другата преку него. И добиеме информации, почна таа сериозна обработка, ќе расчистиме работите. Службите сега, таа министр не може директно да го работи. И имаше една среда организира, јас снимав средбата. Петрит Аме бараше средба со министр за внатрешни работи, иначе нема да каже. Како само гаранции бара дека он секој барал Со вас. со мене да има средба. Јас направив консултација со вие, викам да ја снимеме средбата, да видиме што ќе каже. И он каже во детали се како се одвивало. Каде е дрогата, дел од другата продал веќе, колку пари земале, како ги делел парите, така натаму се кажа. Може и да лаже. Не може да му верувам на него. Сите тие работи да ги провериме. Разговарам со јавниот обвинител. Се договараме да биде сведок на правдата. Значи да го фатеме покасно во пријавата, а не во првиот момент. Имаме сведок обезбедено, кој што исто така учествува во работи. И Петрит Аме, кој што директна комуникација со обработените, со кои се... Сега не сакам да бидејќи некои ќе бидат погодени. Има и пријатели ваши. Не, познаници беа тие. Еден ми беше добар и пријател. Го спомнавте еднаш или два пати во интервјуто, а не е Слободан Богоевски. Не, никако не, таа работа. Да, не викам еднаш или два пати го спомнавте едно од тие имиња. Име не сум спомнал. Добро. Да, добро. не сум спомнал. Не знам тогаш во јавноста, али не сакам да ги спомнам, бидејќи Да. и договараме кривична прива, се поднесува кривична прива, а овој да го фатнеме во втората фаза, да дојде Петрит Аме како сведок, да сведочи, имаш уште еден сведок. Во меѓувреме Петрит Аме го ликвидират во Косово, а другиот сведок бега за Австралија. Процесот се менува власта, се влече, доаѓа не ВМРО СДСМ, притискат предметот, пропаѓа и заврши така, не се. Да, сите се ослободени од тој случај. Така заврши. Екзекутиран Петрит Аме. Да, тогаш имаше интерес од странските служби да го ангажират него. Петрит Аме. Петрит Аме. И го проучува кој што е, дали се точни информациите тие што тврди дека бил легија на странци во Странски служби да го користат. Веројатно било тоа идеја, во меѓувреме после кажа дека е ликвидиран. А ова макрото што беше или главниот што беше за оваа трговија, недозволена на жени, проституција во Македонија, од несрушки села, подоцна во некоја престрелка е убиен. Вклучен е во некоја операција на полицијата? Има интерес за него? Значи, тој постојано бил во обработка, да биде блокиран, и бил во обработка, веројатно го контролира службите. Јас знам дека беше тој организатор во 99-та година, кога беа избори за председател, направи судир тепачка практично со активистите. Тоа е предводен, тоа организира таа тепачка. Службите го контролираа, обработувале, меѓутоа бил привилегиран од полицијата во Струга, во Охрид и така, бил привилегиран. Така да, каква бил улогата него, не знам. Кога говориме за овој кокаин, имаше кампања пред 4 месеци, да не спомнуваме нели имиња, и околу една кандидатка за градоначалничка, која подоцна станува градоначалничка, противничката партија, преку социјалните мрежи. Затоа тоа не го цитирам, бидејќи не беше во официјален медиум, туку беше преку социјални мрежи,
дека татко кој бил поранешен припадник на Министерството за внатрешни работи, бил на одредена раководна функција во Скопје во Министерството за внатрешни работи, учествувал во таа операција околу кокаинот, тие 28 кг од кокаин. Не беше вклучен. Значи можеме да речеме. Не беше. Бидејќи нели многу ги читавте вие сите тие информации. Значи ја лично не го познам него, мислам Ванчо Јовановски се викаше и во тоа време дури беше шеф на тој оддел за борба против другата. Беше еден од попознатите и успешен, да речеме, оперативец. После тоа јас губам контакти со него и не сум го сретнал дома во службите. Не знам каде оде. Не, апсолутно. Можеме да не бил вклучен. Тоа можеме да. Да, јас знам точно кои се беа вклучени, како заврши таа операција, Тренов. која провали операцијата и така натаму, затоа што, знаете, кога видоа и посочиме аргументите, имаше еден што објасни од натре од полицијата како се случува тоа. Инаку бев крајно резервиран и предпазлив да не направиме грешка, бидејќи се работи за припадници на МВР кои работат во тој оддел и така натаму. И затоа ја влечев многу и ме критикува, ме напаѓа од Државна безбедност, Љубе Бошковски и некои други, зошто ја влечем таа операција и така натаму. Значи, како беше односот со Љубе Бошковски? Љубе Бошковски беше само за проблеми да создава, ништо друго. Хороскопот му беше тако. Хороскопот му беше тако. Да, мислам дека во тоа време беше заменик беше ДБК Пане Велев, така да имаше многу настани случаи. Колоритна една структура. Ги презема тие да ги команде доста Димовска, напред практично се обиде напред паралелна полиција во полицијата и после тоа го смени владата Пане Велев, но доста Димовска сакаше да се повлече само Љубе Бошковски, да не го смени на Љубе Бошковски. Да. Значи да се повлече доста Димовска, но да не биде смени. Никако, вика ја ќе си одам ако вие Љубе Бошковски разрешите, да не биде повеќе заменик на директорот на ДПК. Тренов, кој е феноменот на Зоран Верушевски? 2 пати прислушкува, систем пробива. Како велите, бил асистент на Тошо Шкартов. Ете, во она време кога вие никого од службите праќате да биде асистент на факултетот за безбедност, веројатно сакате да го трните малце. Да, тие што биле помалку успешни оперативци ги праќале на факултет. Како велат, неуспешните глумци стануваат театарски критичари или неуспешните режисери стануваат театарски критичари, но 2 пати. Може би не е како правило, може имало сигурно таму има и добри луѓе што отишле сакале се бават со наука, не е спорно. 2 пати да ви го пробие системот. Може би дел има систем пробиено и кога вие бевте министар 99 година и во времето на Никола Груевски. Има информација дека вие му јавувате на Никола Груевски дека има прислушкувани разговори ке Зоран Заев и дека има прислушкувани разговори кои му ги става на располагање Зоран Верушевски. Дојдов министар за внатрешни работи, го повикал Зоран Верушевски и побарав сите обработки на новинари, на носители на функции, политиката и така натаму, да ги затвори. Што е тогаш? Тој на која функција? Директор на ДБК. Тогаш е директор на ДБК? Да. И он ми вика, ако ги затворам вие овие обработки, вика ќе нарушиме безбедноста на државата. Значи пред Бојан Бојановски да го ставите да биде. Да. Зоран Верушевски. Значи, јас сакав, бидејќи произлегувам од таа средина, тие работи кадровски промени, да ги развлечам, да работат луѓето професионално, значи да не ја партизираме службата или евентуално натрешни кадри да видат. И тој не прифати тоа да го направи, јас направив телеграма, дадов инструкција до испостави на државна безбедност, ние не. Тука Кате Блажевска, Никола Марденов, полно луѓе, новинари, сите ги ставили во обработка, луѓе од политиката, екстремисти ги пишеле, не знам, и прислушкување следен ги затворив тие досиета. Љубе Бошковски, не знам кој све, тамо ги... Вие му јавувате на Груевски дека има снимено разговор? Само ова да запомнам. Тоа е, значи... 98 година. Тоа е, кога доаѓаме на иста позиција и го разрешуваме Верушевски. Аферата пука кога доаѓа доста Димовска, не спретна, веројатно, и има многу материјали од прислушуваните разговори кои што исти луѓе биле вклучени и што направија за Борис Трајковски разговор помеѓу Арбен Џафери
и Борис Трајковски. И мерката за да се прислушкуваат, тоа го објавија јавно, не е никаква конспирација. На времето јас сум ја подпишал како министер. Но што е, тие има едно списание излезе тука и тука доаѓаше еден разузнавач од Косово. Веќе тие разузнавање се бавеа и службите предложиле значи странец да го следиме, да го преслушкуваме. Ама го користи телефонот тука кај што е во редакцијата. И сега доаѓа тука Џафери, звони на Борис Трајковски и тоа го објават, вика ТВ. И за време Слушате на се Борис Трајковски. Вика и за време на Тренов, ама што се случило тоа? Значи, еден оперативец, там началник, допишал не само тој број, него допишал и бројовите на таа што има основа, и допишал бројовите на Борис Трајковски. Значи слушан. Да, ги допе да ги слушат и они објават. Ама што е? Разговорот е од 22 јануари. Мене ме обвинуваат, а јас тогаш не сум министер. Не сте министер. Они после допишале, да. Ја тоа го објавив, Бранко Црвенковски вика, ние не те напаѓаме тебе, вика ти зошто реагираш? Вика вие подметнувате, не напаѓате, ама еве што правите и така да. Тоа не го расчистија, се затвори како се затвори, нели имаше амнестија и така натаму. После втората афера, знаете, и тоа беше околу големата афера што се случи со преслушувањето. Добро, вие му јавувате. Јас ги добивам информациите дека има трансфер на информација од преслушувањето, системите за преслушување на МВР во СДСМ. СДСМ организираат и слушаат во некој таму, кај што и седиштето повеќе. И тоа се провали. И прво му кажав на Владко Ѓорчев, тука седеме заедно, он по 5 минути отиде. После нам Илија Димовски и он отиде, после оде тука, они одма да му кажат на... Ја викам, слушам дека вака, системите се провалени овие мерки, дека се трансферирани тие информации. И после одам кај Груевски, разговараме, вика не е точно. Вика нема како преслушкување, вика Тренов. Павле, вика нема врска тоа. Викам ја да те предупредам дека има, дури слушам дека има информации, дека станот твој е озвучен и од тука информации имат. Расправи со сопругата и така натаму. Му кажувам аргументи да го разбере. Вика не е точно тоа. Добро, ако не е точно, што јас? И после Почна процесот. Да. И тоа беше после судрата, затоа што јас знаев дека системите на МВР се злоупотребени. Меѓутоа, тоа не го прифаќа, сака да се развлече тоа, се судривме, збарав во тоа време да господин Груевски да го разреши Мјалков, евентуално да организираат предвремени избори и така натаму. Но он рече дека што и да се случи, сака да се промокира тоа и ме викна еден ден, вика еве, Павле, вика види, фирма од Израел има извештај дека тоа се жолти комби, таму направен извештај дека не е тоа од МВР. Значи упорно градеа теза дека не е МВР. Јас дадов една изјава тогаш за Телма беше, мислам, Снежана Лубевска, дојде кај мене, јас кажам дека според сите информации што ги имаме, дека тоа е Министерство за внатрешни работи. Не знам дали ја објави или не, важно дека прв објави во јавноста дека МВР е тој што ги прислушкува. Ми остана многу работа, Глигоров, морам да ве прашам атентатот. Ми остана например прашањето, вие први во Утрински вестник имате една колумна, кажувате како во фази треба да се реши прашањето со Грција. Да, фазно решавање, да. Тоа беше во Утрински вестник на ваша колумна и мислам тоа беше претходница на процесот на решавање. Тоа е од кога веќе помина Букуреш 2008 година, вето, па и така натаму, но тоа во некоја друга прилика. Што е атентатот на Кирил Глигоров 95 година? Претходно се овие санкции. Се прави криминал во Македонија, се вратат многу пари, ако не направивме некоја македонска мафија сами ли да биде. Не, тоа... Да, меѓутоа доаѓа атентатот на... мотивот криминалот. Што е мотивот кај Киро Глигоров? Мотивот е, бидејќи Македонија веќе почна да се гради како држава и прозападно да се ориентира. Тоа е, мислите, главната магистрална? Значи, идејата за тоа дека ние ќе бидеме дел од Србија, кога тогаш дека сме просрпски ориентирани, дека тоа може да помине лесно, да се организира и така натаму, дека се гледаше дека не македонците сакат самостојна држава
таа историска шанса што се случи со распадот на Југославија да се формира самостојна држава, полека се гради државата. Според информациите јас тоа што ги добив, има кражба во Министерството за одбрана, во магазините се крадат експлозив и далечински управувачи за активирање на експлозив. Хаджиски министер за одбрана, Фросковски министер за внатрешни работи и таа кражба покриват. Да не се расшири, да нема штета за државата. Ја добив тие информации. После се покажа иствитно експлозив, искористен за експлозијата, за бомбата што беше подметата при атентатот на Киро Глигоров. Кога дојдов министр, видов дека се формирал еден штаб, мал штаб, го раководи тамо јавна безбедност, во една канцеларија собират материјали, цела служба парализирана, нити јавна, нити државна не собира информации. Они директно ќе раководат и ќе ги проверат информациите. И јас поинако направи ги задолжи сите оперативци да соберат информации, но тогаш не фатиле конфликтот, војната со Србија, нападот на зборувам за нападот на НАТО на Југославија, проблемите внатре. Немаше толку време да се посветиме на собирање информации за атентатот. Но моите информации што ги собрав тогаш, значи дека структури од поранешни структури на војните разузнавања на Србија или на ЈНА во соработка со соодветни структури кај нас, дека тие го припремат и тие го извршат атентатот. Тие работи не ги проверивме кога се случи акцијата Саби во Србија после убиството на Джинџич. Јас се сјавив на Гордана Јакуловска и викам, министерке, сега е шанса да воспоставиме соработка со Србија и да видиме дали ќе ни дадат некакви информации сврзани со атентатот на Киро Глигоров. Беше битно да ги расчистиме тие работи. Не знам дали барале, мислам дека српската страна не сакала да се работува. Така да тие се тие информации околу атентатот и што е најбитно, значи тоа немаше политичка волја и определба да се расчистат тие работи. Никој од политиката не се интересираше за атентатот на Киро Глигоров. Нити раководството на СДСМ, нити на ВМРО-ДПМН. Чудна една работа беше тоа. Кој на сите да им одговараш? Не знам, важно тоа. Јас со сите резерви што ги искажав за некој настани за Киро Глигоров, но тој беше човек со висок интегритет. Институција беше председател на држава, нели во тој момент? Така да. За да не ме сватат погрешно дека се обидам да моите ваква сведоштва да бидат автентични на случувањата по тоа време. Тренов, уште две прашања. Првото прашање е операцијата Шпион. Аце Диневски или Александар Диневски вклучен таму. Тоа беше третирано од структурите на Никола Груевски како обид за минување на власта, како обид за државен удар. Пријател се со Александар Диневски. Тој беше условно наречено, се не знам кој беше тамо формално правно, но беше како првоособничен, дека тој е направил стратегијата да се руши Груевски, власта на Груевски да направи државен удар во Република Македонија. Целата работа беше фабрикувана. Пробитно јас дознав дека 80 лица Македонија треба да бидат притворени да се спречи државен удар. Ја разговарав со некои луѓе, викам тоа не е можно. Основ беше некој претрес во Велес, нашли таму некои документи, харти, сега не ги споменам другите. И после тоа сведеа таа листа на 30 на луѓе дека треба да се апсат. После не знам 22, 20 нешто. Аце Диневски дошол до некој материјал за рушење на владата на Никола Груевски. Напиша на некој страници, го донесе кај мене и вика да го припредаме Груевски, вика може ли да му го дадете, вика Маце, ова не е сериозна работа, ова треба да стои некој ќе си направиме проблеми. И мислам ја му го дадов тој материјал, дали го прочел Груевски, не знам, значи на инсистирање на Диневски. Но сите тие, бидејќи тие голем дел од нив меѓу себе не се ни познавале. Но, не знам, еден генерал бил, друг трет разузнувач и така направена поврзана структура, дека тоа страшно изгледа, дека тие имаат потенцијал да направат, не знам, државен удар. Они
во другото јас кога гледав дека не биле за тоа да се они сакале да направат партија с политички средства и така натаму. Некои од нив, не сите, затоа што не беа поврзани, ја направија таа операција апсење, шпион. Се покажа после дека неосновно на голем дел со обвинети. Таму само има можеби една личност која е проблематична, но ги осудија сите, уште се влечат по судови. Јас тогаш кажа вака во шега Заце Дилевски, викам, не може да биде се он шпион на странска служба кога информациите, тоа сакав афирмативно да го кажам, дека викам он информациите ги држи 2 до 3 минути, не повеќе, како може да биде шпион странски и така на тоа. И така да. Да, викам да страда тешки последици, некои почина и така на тоа. Трено последно прашање. Бевте кум на Никол Младенов. Да. Тоа беше една од бомбите. Така. Една од бомбите која предизвика бура на реакција во јавноста. Се уште има спекулации, убиен, атентат, колата излетала, имало гребнатинки, така натаму и така натаму. Што е вистината? Сообраќајна несреќа. Околу тоа што се случувало, значи, многу интересна е таа работа и, за жал, трагична и така натаму. Јас бев во паркот, како што одам секоја сабајле во паркот и ми звони Никола Димитров, Зоран Димитровски. Не, Александар Димитров. Министрот за екс за надворешни работи. Он беше близок исто со Младенов. Да. И вика вака, сабајле, вика го нема, вика Никола. Никаде, вика. Викам, што да правиме сега, јас одма, некаде пред 8 беше саат. Сабајле. Звонам на министерката, не ми се јавува за внатрешни работи. Звонам на Лјупчо подсекретаро, Лјупчо Тодоровски, и тој не се јави, му звонам на Усакаски Илија. Викам, Илија, бе, вака, ги барам, викам, овие твоите шефови, никој не се јавува. Што е проблемот? Му кажам, Никола Младенов го нема. Вечерта и не се врати. Да не се случило нешто. И викам, еве ќе ја дадам телефонски број, видете да го лоцирате каде што е. Да не се случило сообраќајна несреќа или не знам што, да не е некаде, да не го ликвидирале и така натаму. По некое време се во министерката вика, извини, се обликував, не можев да ти се јавам и така натаму. Вика, ќе проверам, ја и кажам што ќе проверам, ќе видам. И после ми се јавува Лјупчо Тодоровски. Вика, најдовме на кола, покрај колата има мртов човек, не знаеме дали е Младенов, и ми кажа отприлика каде е. И во меѓувреме ми звони Александар Димитров, вика, дали има нешто ново? Абе, викам, добив некакви информации, али он возил колата, сопругата на Младенов со него и сестра на Младенов. Како да му кажам, тој ќе изреагира, вика да не починал, вика да не ликвидиран, да не... Викам, не, викам, полека ли поете во полиска станица, веројатно ќе го објаснам, да не им кажам, најлошо да што може да се каже на едно семејство е тоа. И после отидоа во тој дел, кај што беше случено. Јас многу информации сум добил, дел од информациите сакам да ги задржам, да не ги споделам со јавноста, така да можеби понатаму некојаш ќе поразговараме за таа тема. Ќе видиме што ќе се случи. Има пропусти во страгата. Мојата проценка е дека сепак се работи за сообраќајна незгода. Инаку во тој период беше пострашен притисок, беше закани, му се јавува дека ќе го ликвидират, дека ќе го уништат. Бидејќи тој беше вклучен со вестникот на страната на СДСМ. Како преговараше преку посредници за продажба на вестникот на МП, на Срđan Керин во тој период. Мислам дека преку вас, дека и вие имате тука воспоставено. Имаме такви разговори. Сакаше да го продаде Фокус. Беше близко до продажба. Дури ја разговарав на највисоко ниво за да се олесне тој процес. Со Никола Уриевски се разговарале на таа тема. Меѓутоа, првобитно прифати, после се откажа. Викат, не интересира ништо. Нека си го продаде вестникот, така да.
Значи имаме добра намера и во таа насока беше да се продаде дел од весникот. Имаше веќе, мислам, Сорце Камчев беа близко да договор, ама ги менува еднаш 57, еднаш 50, 49% околу проценти на договор. Имаше некоја представничка на господја тамо која што ги водеше тие разговори со Младенов. И последниот ден, кога треба тие разговори требаше да одиме за Грција, он сакаше да дојде, беше сабота, јас отидов, он не дојде, и бил разговор, закажан тој разговор, финален разговор да околу продажбата, и после кога се видовме, вика не успеавме да се договориме. И така тоа беше, али имаше силни, страшни закани. По телефонот се јавува, во тој период. Телефонот вика дека не го најдоа, не знам, телефонот ќе откриеше многу работи, со кој се договорил. А и да не го најде од листингот може да се види со кој се разговара. Тоа ќе кажам, Велес. Но не е ликвидација, значи да видиме, јас нема такви информации, никош не сум добил, но имаше притисок врз него, огромен притисок од тоа време. Тренов, 3 сати и 17 минути. Доста долго. Машки издржавте и вие, и јас. Да. Ќе поделиме на 2 дела. Одличното си одлично интервју, остана многу работи. Млади сме, здрави, што се ќе имаме. Да, не разговараме за актуалните состојби, не остана ни време. Во друга прилика, да. Ќе поразговараме, инаку треба 5 сати да се разговараме, и беше задоволство, многу среќа, многу успех и се гледаме во никоја. Благодарам за можноста и овие автентични, условно кажам, сведоштва за еднината, сепак да знаат на генерациите што се случувало и како бил тој процес на создавање на македонската држава. Не било така лесно, за сега ние нашите национални интереси обележа да лесно ги распродаваме. Значи, мора да водиме сметка за тоа дека ние сме македонци, зборуваме на наш стар, автентичен македонски јазик и дека нема посвет од тоа да го чуваме. Се најдобро. Мислам дека ви се досади од мене од Павле Трајанов. Едно интервју, джамбо мега интервју, 3 сати и 20 минути, поделено на 2 дела, вкупно некаде околу 200 минути. Многу работи кажавме, многу работи отворивме, многу процеси отворивме. Не разговаравме за актуелно политички работи или случување или можни политички проспекти што ќе случи во Република Македонија. Меѓутоа, знаете, секоја се прекинува саѓање тогаш кога е највкусно. Ние го прекинуваме интервјуто тогаш кога е највкусно, до некое следно дружење, ние се гледаме недела во 22 часот, до тогаш пријатно вечер Македонија, каде да си.